денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Се смирува состојбата со пандемијата во Тетовската клиничка болница, откако во овој регион четвртиот бран беше најсилен. Поради невреме речиси 60% од јаболката во воштарникот на АД Вардар Брвеница паднале на земја, загубите се големи. Професорите од наставата на турски јазик во Гостиварската гимназија остануваат истрајни во намерата да се врати укинатата паралелка во прва година. Се смирува состојбата со пандемијата во Тетовската клиничка болница, откако во овој регион четвртиот бран беше најсилен. За да нема влошување во зимските месеци, лекарите апелираат на масовна вакцинација. Во Тетовската клиничка болница во ковид оделенијата на лекување се 23 пациенти, за разлика од пикот кога бројот на хоспитализирани на дневно ниво надминуваше 100. Се намалува и бројот на амбулантските прегледи. Лекарите велат дека состојбата со пандемијата се смирува. Бројот на хоспитализирани значително паѓа деновиве. Ова деноночие имавме 23 хоспитализирани лица. Сите се во стабилна состојба, моментално сите се во кислородна поддршка, но во стабилна состојба. Во ова деноночие имавме 53 контроли, од кои 3 исписи и 2 приема. Имавме еден починат пациент, 61 годишен, невакциниран. Од пациентите кои ја преживеа таа кобна ноќ во модуларната болница, сите се добри, пуштени се дома, имаме само уште 2 хоспитализирани во стабилна форма, пост-ковид. Се надевам дека и тие овие денови ќе бидат пуштени дома. Лекарите апелираат граѓаните да се вакцинираат, за да не се повтори нов бран на пандемијата. Нашите хоспитализирани, едниот е со 1 доза вакцина, додека 2 пациенти се со 2 дози вакцина. Се уште владее тоа прашањето зошто и со вакцина пак боледуваат, нели? Кажавме дека 100% не штити вакцината, но не штити од потешката форма на вирусот. И пак апелираме, значи, за вакцинација, за масовна вакцинација, само така ќе може да се изолира овој вирус и да не влеземе во друга фаза на вирусот, како што знаеме, влагаме сега во зима, да немаме други видови на болеста. Во ковид статистиката изминатиот период за Тетовско бројот на оздравени е поголем од бројот на новозаразени, но сепак имаме висока бројка на активно болни лица, односно заклучно вчера има 985 активни случаи. Председателот на владата Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека не се сомнева оти биле злоупотребени средствата од Светската банка за изградба на модуларните болници. Тој тврди дека спецификацијата за модуларните болници е иста како и секаде во светот и очекува истрагата што поскоро да даде одговори. Не се ни малку сомневам, нема да коментирам, истрага е нормално, но уште еднаш напоменувам, прво сме благодарни што Светска банка со ваквите флексибилни алатки излезе навремено за многу земји, така и за нас, и да можеме проактивно да реагираме кога граѓаните беа блиску до можноста да останат на паркинг просторите пред инфективните оделенија, инфективната клиника. Во тој момент имавме шатори, знаете, од армијата, и целта беше прво во инфективната клиника во Скопје, затоа што е апсорбционен центар за цела Република Северна Македонија, за сите граѓани, а после тоа во инфективните клиники ширум државата, да направиме модулар префабрикейтед контейнери или модуларни болници, така познати, кои што се поставуваат времено заради прифат на граѓаните позитивни на ковид и обезбедување на доволни места. Апсолутно спецификацијата е таа која што е направена, таа иста спецификација која што има на секаде во светот, не е ништо поразлично тоа, односно има буквално во многу земји кои што може да ги побарате и да ви дадат точно по список, каде ги има истите буквално спецификации, истите проекти и така е спроведена, со тоа што секако и самата имплементација е така реализирана, но за деталите, јас би имал свој став како председател на влада
по чија надлежност е Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и така натаму, но секако тоа не е мое сега да го кажам, тоа е делот на истрагата, ќе ги каже сите детали и верувам дека ќе дадат сите одговори потребни и за граѓаните, а преку вас новинарите и за медиумите, а со тоа и за целото население. Поради невреме речиси 60% од плодовите во воштарникот со јаболка на акционерското друштво Вардар од Брвеница паднале на земја. Од раководството вела дека тие веќе не се за продажба, така што загубите се големи. Временските непогоди изминатиот викенд нанесоа големи штети на акционерското друштво Вардар од Брвеница. Поради силниот ветер и градот речиси повеќе од половина од јаболката во воштарникот паднале на земја, така што за нив нема да има пласман освен во индустријата, но цените се ниски, вели раководителот Драгче Кузмановски. Имаше невреме сабота и недела, удри малу град, после еден силен ветер и габори јаболката доле по земја све, вие гледате сами. Таман се припремавме за берба, да почнеме. Никој не ги барани. И да ги побара за индустрија 2 денара, вика. Тоа е брука да ги береш. 2 денара, стварно срамот. Не ви се исплаќа работниците? Не бе какви работници, па да ги тура, па вречи, па да ги тоараш, па на шлепер, чуда не. Па имаме околу 14 хектара, е скоро под јаболка. Штета има 50 до 60% сигурно по земја. Тоа е штета негде околу 1,5 милиони денара. Кузмановски се надева на помош од државата. Па ако ни помогне државата, ќе се опоравиме. Ако не ни помогне, ќе се бориме, као и увек. Земјоделието е тоа. Па ќе поднесеме барање до Министерство за земјоделие, да видиме, општинава наша тука кај што сме. Доколку ни помогна, добро ќе биде. Со оглед на фактот дека секоја година се појавуваат штети, Кузмановски вели дека веќе никој не се одлучува да инвестира на големи земјоделски површини. Професорите од наставата на турски јазик во Гостиварската гимназија остануваат истрајни во намерата да се врати укинатата паралелка во прва година. За бојкотот поддршка добија и од локалната самоуправа, каде денес беа на средба со градоначалникот Арбен Таравари. Не се откажуваме од бојкотот се додека не се врати укинатата паралелка. Децидни се професорите од наставата на турски јазик во Гостиварската гимназија. Таму од петокот не се држат часови во знак на револт од намалувањето на бројот на паралелки во прва година, од 3 на 2. Ваквата одлука на Министерството за образование професорите ја коментираат како бизарна. Тие денес беа во локалната самоуправа на средба со градоначалникот Арбен Таравари, од кого добија поддршка за своите барања. Ние имаме еден став и со тој став ќе продолжиме до крај. Ставот не е или ќе биде, или ќе биде. Нема да биде. Ние сме завзеле став се додека не се отвори оној клас што ни го зедоа, бидејќи ние повеќе од 20 години имавме 3 класа. А сега одеднаш со една бизарна одлука од страна на Министерството, која одлука не важи само за нас, само за гимназијата или за општината на Гостивар. Тоа не е издржливо. Ние ќе се обратиме секаде. Во гимназијата се скратени 2 паралелки на албански и една на турски. Одлуката била донесена затоа што има одредени ученици кои не ги исполнувале целосно условите во конкурсот. Градоначалникот рече дека тоа било објаснувањето кое го добил од Министерката за образование, но вели дека имаат сознанија за такви примери во други градови, а таму не се крателе паралелки. Меѓутоа имаме сигурни, точни информации дека во повеќе градови во Македонија постојат паралелки во кои што се запишуваат ученици кои што не ги исполнуваат условите, исто како што е условот, како што се приликите и во Гостивар. Затоа, уште еднаш, позади мене стојат и професорите и од турските и албанските паралелки, со кои што инсистираме бројките на паралелките да не се намалат рапидно одеднаш и без оправдување и со исти услови да бидат како за другите општини, така и за општина Гостивар да важат законите. Не во некоја општина можат учениците да се запишуваат со помалку поени, а во Гостивар да не можат да се запишуваат.
Во Гостиварската гимназија на настава по турски јазик од 1 до 4 година има околу 250 ученици и 28 професори. Преку грант од Светска банка во висина од над 26 милиони денари, општина Тетово набави возила и дополнителна опрема за собирање смет и чистење на јавните површини. Преку грант од Светска банка, општина Тетово набави возила и дополнителна опрема за континуирано собирање на отпад, а истите се предадени на јавното комунално предпријатие Тетово. Новата опрема се состои од 4 нови камиони за собирање отпад, едно возило чистач и една воздушна метла, како и 150 контейнери. Проектот за набавка на нова механизација за јавното комунално предпријатие е имплементиран пред известно време во рамките на грантот во износ од 26.446.389 денари преку канцеларијата на Министерството за финансии и е финансиран од Светска банка. Грантот вклучува снабдување на општина Тетово со 4 специјални возила за собирање на отпад, односно камиони, 2 специјални возила за чистење и 150 контейнери. Овие неповратни средства се добиени во рамките на успешната имплементација на 2 претходни проекти со Светска банка, а тоа се проектите со продолжување на булеварот Видое, Смилевски бато и снабдување со 5 автобуси на општина Тетово за потребите на градскиот превоз и формирањето на јавното автотранспортно предпријатие. Инаку овој проект ќе овозможи континуирано собирање отпад и истовремено ќе обезбеди чиста животна средина за граѓаните, имајќи го во предвид фактот дека овие возила кои што сега се набавени ќе бидат предадени на употреба на јавното комунално предпријатие. Како што информираат од општина Тетово, овој проект со кој е обезбедена квалитетна опрема ќе помогне во одржување на чиста животна средина, како и навремено и ефикасно собирање на сметот, кој што досега пак представуваше голем проблем за градот. Пронајден кокаин кај 2 лица од Гостиварско. Пронајдена неексплодирана мина при вршење на ископ во двор од семејна куќа. Следуваат информациите од полицискиот билтен. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути на автопатот Тетово-Гостивар, во близина на наплатната станица Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 2 лица, едното на возраст од 52 години, а другото на 28 години, од гостиварските села Добридол и Вруток, затоа што при нивен и преглед на нивното возило им бил пронајден кокаин. Двете лица се задржани во полициската станица Тетово и се расчистува и документира случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. 76-годишникот Тетовско Шемшово вчера во 17 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека вршејќи ископ во дворот од семејната куќа пронашол неексплодирана тромплонска мина. Извршен бил увид и било констатирано дека мината потекнува од 2001 година, пошто била подигната и транспортирана од стручни лица од Дирекцијата за заштита и спасување. Вчера околу 17 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 28 годишен гостиварец, кој претходно физички ја нападнал неговата 19 годишна сопруга. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 15 часот 33 годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека на улица Павле Аврамовски во Гостивар бил каснат од куќа скитник. Спроведена акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот, при која на подрачјето на Тетово и Гостивар биле санкционирани вкупно 39 прекршоци. Во рамките на континуираните активности што ги презема СВР Тетово за поголем ред и безбедност во сообраќајот на Тетовско-Гостиварското подрачје, вчера од 9 до 14 часот спроведена е акцијска контрола на пешаци, во која вкупно биле откриени и санкционирани 39 прекршоци, 19 во Тетово и 20 во Гостивар. Сите пешаци небезбедно ги преминувале улиците надвор од обележани пешачки премини. При контролата исто така санкционирани се и 11 други видови прекршоци. Напоредно со ова, деновиве во Тетово и Гостивар се реализираат и засилени активности околу паркирањето, посебно на улиците кои водат кон училиштата, но и во централните градски подрачја. Погрешно паркираните возила и пред се оние кои го попречуваат нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, веднаш се санкционираат и подигнуваат од пајак службите. Во наредниот период, ваквите активности уште повеќе ќе се интензивираат. Само вчера во Тетово и Гостивар биле подигнати десеттина погрешно паркирани возила.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.